Благодарам, подпредседателе. Почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Предлог законот за изменување и дополнување на законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурните коридори 8 и 10Д е последен од пакетот на закони во Собранието донесени со европско знаме. Во Собранието стана пракса, за жал, да се злоупотребува европското знаменце, заради што имаше и реакции и од Канцеларијата на делегацијата на Европската Унија, и од Европската комисија, и амбасадорот ГИР. Се доставуваат празни табели за усогласеност со европското законодавство и единствено има подпис од предлагачот и никаква усогласеност која треба да биде основ за усогласување. Договор од 400 страни треба да биде јавно објавен, граѓаните има право да знаат што стои во него. Кога беше донесен предлог законот за изменување и дополнување на законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурните коридори, каде што предлагачи беа група пратеници во 2021 година, ДКСК во јули 2021 година го оспори овој закон пред Уставен суд. Затоа во исто време и достави иницијатива за оценување на уставноста на законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на коридорите 8 и 10Д. Со посебен предлог за издавање на времена мерка за соступирање на неговата примена, се додека судот не се произнесе. Со овој закон првпат се предвидува изградба преку нов модел без распишување тендер за кој што власта уверува дека ќе ги даде најбрзите и најоптималните резултати во изградба на патната мрежа. Меѓу другото, од ДКСК посочија во тоа време дека во законот постојат правни празнини кои оставаат отворен простор за субјективизам, тргување со моќ и дискреција при конституирањето на Комитетот за преговори, а на сметка на стручноста, компетентноста и професионализмот. Уставниот суд одговорил дека со овој закон се суспендира законот за јавни набавки. Сега имаме предлог во мај 2023 година, предлог на закон од владата на Република Македонија. Со измените на овој предлог закон се дерогира законот за царински закон, законот за акцизи, законот за јавни набавки се заобиколува и се даваат повластици на стратешкиот партнер. Државата ќе се откаже од многу даноци, се предвидува и ослободување од ДДВ, увозни давачки, акцизи на енергенси и данок на моторни возила на увозот, кој е извршен од страна на стратешкиот партнер за цели на проектот опишани во законот. А потребата од ослободување од јавни давачки и даноци за наведениот проект била неопходна, стои во законот, за забрзана и непречена реализација на проектот од јавен интерес и стратешко значење од овој закон. А воедно со откажувањето од јавните набавки, проектот ќе бил поевтин. И како ќе чини проектот поевтино, кога 1 километар автопат ќе чини 15 до 16 милиони евра, т.е. дупло. Самиот проект стои во законот дека е 1,3 милиарди евра, плюс 300 милиони евра за експроприација, сумите се паушални, проектот ќе чини дупло повеќе, бидејќи не се знае точно каде ќе оди трасата. И зошто во законот стои дека грешките ќе ги плаќа државата. Се плаќаат пенали за каснењето на донесувањето на измените на законите. Владата склучила незаконски договор со преземање обврски надвор од правната рамка. Владата менува закони по потреба и наместо владата да ги штити интересите на граѓаните, ги штити интересите на компанијата.
дозволува сеча на шуми, легализирање на нелегален имот со поднесено само барање за легализација на нелегален имот, врши отвара концесии, кршење на правата на работниците, прифатиле обврски надвор од правото со што се врши подкопување на нашиот уставен поредок. Се рушат принципите, а принципот е нема скратена постапка, нема менување на правото заради договорот. Договорот треба да се прилагоди на правото. Груби и Ковачевски приватиле обврски надвор од законската и правната рамка. Државата ќе се откаже од многу даноци и од законот за јавни набавки, а повластици ќе има Бехтел и Енка. Дали во соседните земји им се давало одврзани раци на изведувачот? Дали во Србија, Хрватска, Црна Гора и Албанија ги менувале законите заради градби од јавен интерес и стратешко значење? Дали и тамо јавните набавки се заобиколувале? Дали во соседството, што градат со Бехтел и Енка, договорот е класифициран со државна тајна? Дали во соседните земји договарале работи кои не може да се договарат, односно кои се невозможни? Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки интерес за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот коридор 8 и 10D, со овој договор ќе има огромни финансиски импликации на буџетот на државата. Со членот 5 од законот и одредбите од договорот со кои се предвидуваат пенали заради доцнење на поединечни обврски кои ги има државата, нема да може објективно да се исполнат, бидејќи државата на старт ќе доцни со секој од овој проект и ќе предизвика енормно зголемување на чинење на целиот проект. Тоа ќе доведе долгот кој ќе биде повеќе кратно зголемен да се трансформира со некој иден закон во обврзница за која државата ќе плаќа голема камата на основниот долг. И со тоа уште повеќе ќе се зголеми цената на чинење на самиот проект. А во предлог законот се вели дека не е потребно обезбедување на финансиски средства, ниту материјални обврски за одделни субјекти. Ќе се набавуваат возила за потребите на стратешкиот партнер, кои не треба да се отуѓуваат во рок од 3 години. Ако тие возила се купуваат за потребите на стратешкиот партнер, зошто лимитот на отуѓување не е додека трае изградбата на коридорите, туку само 3 години? Од каде е дојдена токму тоа да се земе лимитот од 3 години? Тука има можност за многу малверзации. Во законот понатаму се наведува дека доколку имателот на правото, добрата, стоката, кои биле ослободени од данок на ДДВ, увозни давачки, акцизи на енергенси и данок на моторни возила, има намера да ги отуги, да ги даде на користење на друг, да ги поземи или поинаку да ги употреби за други цели, а не за оние за кои биле ослободени од плаќање на увозни давачки, поднесува барање за плаќање на царински долг до царински орган. Висината царинскиот долг, царинскиот орган го утврдува, пресметува врз основа на утврдување давачки што важеле во моментот на поднесување на барањето за плаќање на царинскиот долг. Оваа влада, ДУИ и СДСМ, го кријат договорот и тоа ствара сомнеш. Ако нема ништо спорно, зошто се крие договорот? Нашите критики се насочени кон владата, не кон Бехтел и Енка. Владата знае дека деновите и се избројани и затоа гледа што повеќе да ќари да ги задоволи личните апетити. Контаминира се околу себе и гази пред себе, а со своето однесување таа се повеќе не оддалечува од Европската Унија, затоа што не е тоа патот кој ќе не однесе во Европа. Под плаштот на национален интерес и стратешко значење, оваа влада ќе ги задолжи граѓаните и не може да биде национален интерес на македонците надзорот да го прави компанија за долна облека, национален интерес на македонските граѓани не е да плаќат за грешките на изведувачот,
Понатаму, национален интерес е да се почитува на македонските граѓани, да се почитува македонското постоечко право и истото да не се суспендира со закон на државите, на други држави, како што е предвидено со договорот за градба на коридорите. Национален интерес на македонските граѓани е коридорот да го градат македонски компании и